Почетокот на учебната година е голема промена во животот на детето, особено за првачињата. Во зависност од родителите и од околината, таа промена може да биде пријатна или непријатна. Има родители кои се обидуваат да ги подготват децата за одењето на училиште да им биде лесно, но понекогаш и претеруваат. Психолозите велат дека децата се подготвени кога е во прашање знаењето, но мора повеќе да се работи на нивната емоционална подготвеност. Мислам дека она што е многу побитно од предзнаењата кои моментално ги имаат е сепак да се поработи на нивната емоционална подготвеност, на самостојноста во однос на некој начин од делувањето до нешто за нив значи семејство, тргнуваат во една нова институција, не сите деца посетуваат градинка кога ќе тргнат на училиште, па сепак една промена за нив, така да она на што родителите би требало повеќе да работат пред уписот во прво одделение. Може би не е толку битно колку букви знаат или доколку знаат да бројат децата, тоа е сепак нешто што ќе го научат на училиште, повеќе треба да се работи на нивното ослободување, социјализација, самостојност, да ги подготват на тоа дека ќе треба да влезат во едните нови води во животот, да речеме во еден нов период за нив. Околината која влијае врз децата се пријателите од градинките, постарите браќа и сестри, роднините и соседите. Преку интеракција со нив добиваат слични или различни слики, рамо до рамо со оние на родителите. Колку е поголемо преклопувањето на едните со другите, толку детето е постабилно и побезбедно. Во секој случај значи има разлика измеѓу децата кои посетувале градинка пред да тргнат на училиште и децата кои не посетувале. Тоа сепак зависи индивидуално карактерно од самото дете. Значи, не дека децата кои не посетувале градинка доаѓаат без предзнаење или не се слободни, секој дете си е карактерно различно, зависно од средината во која го поминува времето, тоа со кој работи со него во слободното време и така натаму, но сепак мора да признаеме дека посетувањето на градинка делува и на социјализацијата на детето, и на емоционалната подготвеност, и на неговите предзнаења во секој случај. Психолозите со совет дека она што секој родител може да го направи е да го научи своето дете како да ги развие работните навики и да стекне одговорност за своите постапки. Доволно е детето да научи да го храни домашното милениче, да го среди креветот, да ги стави играчките на место или да изврши полесна задача во домакинството или да заврши некоја семејна задача. На тој начин стекнуваат работни навики и одговорност.